Него одма ќе кажеме дека здраво Сара, фала што си тука. Здраво, дечки. На моје огромно задоволство јас сум тука, значи фала ви на вас што ме поканивте. Кажи ми одма Сара Мејс, од каде е тоа име? Така е или има уметничко нешто? Сара Мејс е од Сара Маседонија, од Сара Македонска. Имаше многу револт во мене, многу револт. Кога студирав во Бугарија, така сакав, ако можам да ги брецнам, пошто они се брецаа нон-стоп. Ти се качаа, стварно? И плюс има тема. S-A-D-A-H-M-I-A-C-S-A. Тоа е додекафонија, оствари класична музика. У тоа време, значи кога студирав, паралелно се случуваа разни надпревари по композиција, кај што уствари плюс се заработував и бев во такви додекафониски филмови и ова беше една тема. И мислам се имаше провокација од мојот професор по композиција да намерно ја избуткам и имаше момент као окей, S-A-D-A-H и сега М, викаме професоре за М што да правиме, вика добро да користиме кирилица, ќе ставиме ми. И уствари ми, А, Ц, Е, кога спелуваш, тоа е Сара Мејс. Да. И така поише. Зашо прв пат го слушам? Па не знам. Не те прашале сигурно. Не сум сигурна, мислам дека ја прв пат го кажувам. Не знам, ете супер. Сетувам, поубав одговор, не можев да замислам за зошто. Мило звучено. Да. Ја сакам јавно и лично, пред да почнеме, огромна благодарност да ти изразам кон тебе, за тоа што ти беше една од првите у ова веќе као претходниот живот го осеќам во почетокот на моите подкастерски денови. Уште кога снимав дома на компјутерче и вебкам, тие што не пратат толку дамна, Црно-бели ќе кога. памтат. Ти беше една од првите што објави моја епизода, ми пиша зборови на подршка. Прв што не го познавам. Прв што не ми е мајка, не ми е другар, не ми е родител. Ужи круг. И не можам да ти опишам колку мотив тоа ми даде тогаш, колку мотивација уште ми дава. И тоа беше прв момент кога сватив дека види ја ова ствари не го правам за мене дома и за моите. Она прво сваќање дека уствари има луѓе што гледаат, тук таму има. И стварно сум благодарен и за приликава што се тука да можам лично тоа да ти го изразам. Многу ми значеше, многу фала ти Ептен. Не знаеш мене колку ми е мило и мене исто така колку ми значат вашите подкасти. Мислам и твојот и вашиот. И ја во оваа прилика исто така сега ќе ви кажам, пошто да се надобрзам, дека една од најголемите мотивирања за да некако на некој начин си го вратам животот во своји раце и под контрола и да се реинспирирам да се вратам на естрада, окей, да ја завршам песнава што ми е почната, која што цел време у фиока, како и ред други песни, ама чека на мене и на некои подобри времиња кои што цел време ги бараме, а уствари све е до нас и ние треба да стартаме од некаде. Кај што јас одев на кросфит, се гледавме со Жарен или некојаш и тоа беше онлайн преку Вибер. Али таа исхрана, пример, конкретно со исхраната зборам, сега да не им биде хајку поезија на гледачиве. За нас со 5 фактори што беше? Кај за Не, тоа прво? вашата прва епизода на овој подкаст. Зошто вежба? Беше општо, зошто вежба. Беше, така. мислам, Втората, тој тип беше за после исхрана. имаше и за исхрана, да. Исхраната поедноставено. Да, али зошто вежбаме ми беше она будењето, ми беше прво као чекајте малце онака. Као Дека се свича, нема врска, сега зошто? се пропагираат секакви видови на self-love и све. Ја
поштувам self-love, ама го доживувам на еден друг начин. За мене self-love е ја да се сакам себе и мене стварно да ми е убаво во тело во кое што ја живеам. Не само пред огледало кога се погледнам, што и тоа исто така е фактор, ама да бидам среќна со себе, зашто ја, ако најголемиот self-love е син ми, ќерка ми и маж ми, да речам, семејството, фамилијата, татко ми, брат ми, ецетра, значи, за ја да бидам среќна за нив, и за ја да бидам добра, не знам, разните улоги, мајка, сопруга, тетка, војна, треба да сум среќна внатрешно, треба да сум среќна во себе, треба да сум среќна со себе. И вие ми бевте тоа будење као, пошто сум била среќна, сум имала периоди во животот кога сум била посреќна со себе и во себе од оној момент кога го слушав вашиот подкаст. И као доста време веќе нели семено со деца, па телото на жената претрпува некои процеси и свашта. И онака после тоа ти треба мотивација, ти треба нешто кое што ќе те натера не само да правиш чекори, да се хидратираш, подобро да спиеш, него и стварно да почнеш да пазиш на исхрана, онака да си удриш шамар, не знам како да го кажам најдиректно. Да би си влегла во некоја Да си комфорт зона. направиш сериозно. И вие ми бевте тој тригер, тој онака плей копчето. Ми беше стварно таа емисија, ми ја пушти Димитар. Требаше да идеме на роден ден и бевме у кола застанати пред зградава, као Тинекс имаше у зградава. Тука и горе беше роден денов. И као ја му викам, леле, чекај ми, вика, бе, човек роден ден. И сега дугачок е подкастов, ние го пуштивме кога тргнавме кај нас. Да. Леле. Ја не можев да се, нема везе, го паузиравме, после тоа си догледав све на дугачко, на широко. Ама да, тоа сакам да кажам, така да фала ти на тебе, фала ти и на тебе. Фала ви на вас. Фала, фала. Така што на моје задоволство било целото тоа шерување, било онака скроз нај од срце у свет, пошто стварно ми помогнавте, онака ми ја дававте главната нишка на да се ремотивирам за сега да ми е убаво у тело, да речем. Супер, баш убаво. Фала за сите убави зборови, ама реално не сме тука за нас Да се двајца. фалиме, да. Сега сме за тебе малце да правиме муабет за животот и делото на Сара, како си, шо си, од кај си, зашто си. Името дознав. Со името изненадувачки убав одговор, Супер. ама нормално повеќето знаат која е Сара од музички аспект, ама мислам дека многу малку и од тоа знаат, па ако може едно така кратко био од, не знам, од млади години, прво запознавање со музика, зошто, која е мотивацијата, па како после она формално се едуцираш во кои сфери, како, зашто, на музички план, за да доеме до тоа што си денес на музички план. После ќе се префрлиме. Поише области ќе покриеме. Ако, супер. Па искрено, ја не сум онаа прича, као ја многу сакав музика и ги молев моите, ај запишете ме и тоа се деси. Него цело време, поише сум онаков yes man принцип, go with the flow. Некако животов си се живее и јас си се возам. Се обидувам да се возам најзабавно колку што можам. Исто е и со моите почетоци со музиката. Мајката моја имаше клавир, Петров од Русија донесен, и сега она има една прича пред неа, има почината повозрасна сестра и у последен момент баба ми и дедо ми решиле да не ја запишуваат на музичко, зашто не знам, било баш тоа некоја моментна биле поизолирани. Така како и да, мајка ми никогаш не се запишала, иако е многу талентирана за музика. И ова го памтам, значи јас сум имала околу 5-6 години што памтам, као сенка онака го памтам. Она зборира телефон и го продава на оглас клавиров. И као валјда женава од таму и вика, па керка ми сега има 7 години сега, нели се уписи за нижо музичко. И зборат онака пола саат, пример по телефон. Топ, жениве по дома со деца, што си зборат по телефон. И вика, абе извини вака, ама и керка ми има 7 години, као, зашо ја не си ја запишам мојата керка? Као, извини, ама не го продавам клавиров. И тап. Лайв се смени. И појма немам се тука као бил муабетов. Сега следно сцена памтам, ја вежбаме кога заоѓа сонцето денот, идеме на аудиција, идеме ја и две другарки и ме примаат само мене. Мислам, другарки беа на пријателка на мајка ми, девојчињава.
И така тргна приказната со ја да се запишам во нижо музичко, значи јас имав 7 кога тоа тргна. Уствари една година претходно одев на Дживџанчиња во хор. И од тука натака, од која знам за себе, јас се занимавам со музика. Ја практично немам некој момент во животот кај што ја сум сакала музика, па сум чекала да има период, па ја да ја добијам. Него, мене тоа е дел од мене, тоа е лајфстайл, не знам, као цел живот тоа го правам. Пикнали у хор те бендисало? Да, и од тука натака Си не знам, изгајала почнеш да интерес? свириш, почнеш да вежбаш, значи најбитното нешто. Зашо и да правиш е љубовта. Не постои, Џабе не друго. постои, нели, ако збориме и за мотивацијата преска што зборавме, пак е тоа ти силно да го сакаш. Пак е Така е. само тоа е единствениот фактор кој што може да сруши Си заљубен у препреки. процесот, Да си заљубен у што процесот. нема секој ден да ти е интересно љубов. Exactly. И тоа е тоа, ја бев заљубена у процесот на најако. И дури памтам моменти веќе 5-6 година кога станував, имаше некои работи од теорија на музика, тука веќе прво во нижо кога тргнуваш имаш една година подготвителна и таму учиш само ноти, клуч, петолинија, основни работи, нели знаци, као ја учиш азбукава за да може после тоа да пишуваш, нели, како во школа со букви. Почнав да свирам клавир, после подготвително од прва и негде на кај 5-6 ти вметнуваат теоретски предмети као теорија на музика. Мислам дека само теорија имаме во нижо. Да. И нема врска, имаше нешто што не ми беше јасно. Ана Костовска ми беше професорка, златна срцка. И како и да е, и сега јас срамежлива бев искрено така во тој период од животот и сега прашувам дома и не знаат да ми објаснат, онаква и сама бараш, се трудиш, мислам кога го сакаш процесов, пример немале да ми овозможат некој да дое сега да ми објасни или не знам што, али ќе најдеш начин, мислам ти тоа го сакаш, ти тоа го живееш. Плюс као вежбаш. дете љубопитен. Да. Добро, кога влагаш у бубоњот музика, дете нема, цел живот тоа. ти. Обседнаци. Да, да. Па тоа е, Сести. ти влагаш у бубањот и сега имаш нижо, ама ти продолжуваш и цело формално образование. Да, практично не ти музички го тераш. одговорив, ти ме праша за све. Да, не, ти ќе продолжиш сега, ама додека продолжуваш да го раскажуваш тој пат, за цело време ќе ме интересира дали и за целиот тој пат таа страст, таа љубов е на исто константно ниво или си доживува периоди на Никогаш. не икам веќе ова, значи Никогаш. постојано си на таа некоја. Дури некогаш било до толку фанатички заљубеност, кај што јас сум испукувала по шавови, како се вика, буквално сум пукала. Значи, памтам периоди од факултет конкретно, зашто баш ви спомнав, нели, дека со композиција си дозаработував за да си платиш кирија едно друго. Сега, моите првата година, нели, пошто приватен факултет, сакав да учам кај таа професорка што предаваше во тој факултет. Значи, истражив дека, мислам, тоа беше Малина Христова, се вика жената, професорка по харфа. Она е ученичка на Вера Дулова. Вера Дулова е основоположник на руската техника во свирењето харфа. Свирењето харфа се дели на француска и руска. Директно од Руската изворот. е палците ти се горе, француската е палците ги спушташ вака, кукичка го викаме. Како стигна до харфата умеѓу време? И можда треба да се вратам од поназад. Да, Ај ќе да, ви да. покажам за тоа. Од пијано на харфа, Ајде да тргнеме од поназад, онда ќе се вратам. што луѓето те знаат како пејачка, Сара Мейс, нели се, ама не знам колку знаат за харфата. Да, сега ќе ви објаснам. А тоа ти е примарното завршувам образование покрај музиката. Да, завршувам нижо, све супер, нели 5:00 имам успех, све тоа. Завршувам во 7 одделение и 8 одделение практично паузирам. Во меѓувреме, јас сум искрено патриотско воспитана дете од дома. Имав некои желби за во иднина евентуално да се занимавам со право, не знам, ќе бидам председател на Македонијата, Алманах ми Ќе пише. опреш држава. Ќе оправам државата. Точно тоа беше идејата. И ја бев цело време меѓу ќе оправам државата или светот, Или арт. музика. Да. И професорката по музичко, Правилно си избрала, искрено. наставничка, уствари Љубинка Лазаревска, златна жена, која што беше
во основново беше наставник по музика, која што пример во Полнопати која беше болна ми го доверуваше хорот и такви работи, знаеше дека нели сум талентирана на дека идам на музичко и свето, ми викаше ма не се будали дете, ма не ми збори каков Борис, моите не знаеа до крај, моите од секогаш ми верувале и ми дозволувале да јас си го донесам изборот и финалното решение да биде моја, за кое што сум им многу благодарна. Искрено сметам дека супер воспитување. Мислам, ме насочувале, ми го кажувале нивното мислење, ми кажувале што тие мислат, какви опции би имала јас од тоа, али крајот бил пак на мене, да. Што ти лежи? И сигурно длабоко во себе знаев дека ќе отидам во музичко, отидов во музичко и прва година не знав, онака хаотично беше баш све, отидов на испит со феш, све тоа нели си положив најболи кој што треба и се запишав практично теоретски. Сакав многу да пишувам, уште тогаш имав такви композиторски ствари, класична музика, тогаш не биле као поп песни, можда имало и некакви поп песни, али класична музика така за колку што ми дозволуваше образованието во тој момент, знаев да пишувам пример само за клавир или за клавир и глас. И нешто такво било и ми беше идејата да стартам теоретски и да после тоа продолжам со композиција. И добро, прва година супер, све бомба. Втора година класната наша Весна Беличанец дојде и на мене и на уште на моја другарка Теа Богатинова. Си учевме двете така, клавир имавме нижо двете. Вика имаме дефицит на харфисти во државата, вика ни пратија Абер, некој од теоретски да му направиме муавет да продолжи да свири харфа. Треба некој што е нели добро би било да е девојче, да е висок, пошто харфа е 1,80 м инструмент. Нели треба да се држи све тоа да ти стигнат рацете до таму. И да има долги прсти, као, добро. И јас појма немам, не дека тогаш било ниту паметна, ниту глупава одлука, него просто било харфа леле. Сум ја гледала по филмови, свакаш си ја слушал нешто оркестар, кој да разбираш на 15 години, да. И дојдов дома, харфа, и као да се купи харфа, харфите почетна цена на старо харфа ти е 7.000 евра, 8. Руска крша, ако најдеш 6. Школска харфа на ново, салви, камак, која идеја од фирмите кои што произведуваат харфи ти е Пола стан. 12.000 евра со шипинг и све дур да дое 13 ке те фати. Ви зборам за школска харфа. Значи полуконцертна харфа ти е ова е школска окей, да тренираш. 12. Од 16 до кај 22-3 концертните харфи и оркестарски влегуваат од 24.000 евра до 60.000 евра е разумна цена. А што е неразумно? Special editions. Имаш сега special editions. Као Страдивариус левел на виолина што е рецимо? Да, ама кај нив пример колку постара. Или дрвото е кај нив друго. Да, кај нас не иде баш така, пошто кај нас има механизми многу. Значи имаш 7 педали доле. Тие 7 педали имаат по 3 нивоа. Значи имаш 21 ствар за размислување во две нозе. А горе имаш 48 жици. 47 некојаш зависи. Може таа да ја нема едната. Сега снајди се. Да, ти така што они прво и една... моите ми рекоа нема шанси харфа да ти купиме. Снаоѓај се. И ја викам ке за инат ке се запишем, онака кога нешто ке ти рече не, абе ја ќе си купам. Онака. Тоа ми било, не знам, секогаш ме водило пример, ако ми речат, не знам, немаме пари, не можеш да идеш на скијање, леле бе, зинат бе, све што треба ќе направиме, ќе видите дека ќе имам пари, ќе идам на скијање. Мислам, така тој фазон ми размишljала глава, пример. Чекај, школата не ви обезбедува никаков тип на харфа? Сега ќе ти кажам, обезбедува, ама тоа е преако, мислам, жалам ако некој се налути, ама ќе ја кажувам само вистината и вистината, рака на срце се колнам. Нема врска, јас се враќам и викам на класната, викам ја ќе свирам, сакам. Добро, идеме се запознаваме, влагам кај Лела Урманова, русинката возрастната професорка која што ќе требаше да оди и да остави некакво наследство. Имаше тогаш неколку харфистки кои што нели туку што дипломирани, една-две и една која што треба да дипломира. И како и да е, и добро, и одам и она ми свири, и ја требаше пред час, пример, во музичко, часовите, у 7:30 имаш контрапункт, пример, после имаш 2 сати дупка, па имаш следен час, и цел ден си у школа. Али тоа е сосема нормално за сите музичари, и до ден денес е така, знам имам ученички кои што се у музичко, така што во дупките ние обично свириме. Се свирите, Да. така си функционира. Така функционира и тоа е нормално. Ја имав некоја дупка од 2 сати или сат, не знам, пример. И влагам ја луѓе, памтам дека ја се заборев у таа соба и ја каснев, испуштив следни 2 часа.
Нака женава ми свири, ја онака сежам, викам, леле, фала ти универзуме, ова е тоа што ја го сакам, тоа е тоа што ќе го правам, готово, супер. И така старташе мојата приказна со, значи летото, прва година средно 15,5 години сум имала, више од втора. Се забавуваш у харфа. Да, ја почнувам да свирам. Ја буквално спиев во музичко. Значи, идат на екскурзија, моите се враќаме, дури другариве од средно на моменти не бев некое социјално суштество, онака поише бев сметана за бубалица, да речам, пошто стварно сакав да учам, сакав да свирам. Се враќаме од екскурзија и сите си одат, пример, ја останувам. Чуварите ме знаеа, све бевме со клучеви, со кафиња пиење на пауза, све тоа беше нонстоп бев, да, од сабаля до вечер. И мака која имав, која ми се плачеше, ќе си влезев у соба, ќе си сплачев, ќе си посвирев, све тоа ми знаат другарките од средно свето, онака ми беше, тоа е лајфстайл, ме сваќаш, тоа е all in си тука. Немаш момент кај што сега мене тоа да не ми се свиѓа, пошто у момент кога животот ти иде у надолна линија, кај ќе се историш? Ќе седнеш, ќе свириш така, ќе пееш, ќе правиш, тука си. У момент кога си најсреќен пао, ќе прославиш, ама тоа е твоето место, ме сваќаш, тоа е, не знам како да кажам, вентилот твој. огледалото твое кај што ти си ти, ама ти си бољи верзија на ти. Тука си правиот ти на местото кај што највише те разбира некој, тој е твојот инструмент. Пази, на почетокот не е вака идеално како што звучи, пошто ти се учиш. Да. Така. Немаш таква техника сега, свириш некој, не знам, има нешто Чајковски свиревме, ама сега као Чајковски го свирам, јако ми е. А уствари ти свириш со 3 прста, почнуваш, но не свириш кој што треба, мислам, учиш. Ама кога нешто многу силно сакаш и кога си заљубен во процесот, тоа го правиш. Ти ги ставиш Мислам, 10.000 сати на него. Да, Сега самата тоа е харфа како вака песна. викаат као нели инструмент на боговите магичен. Па сега да ви кажам, кога старташ да свириш на прстите, ти се прави подкажан крв, па ти пука, па ти се прават меури со вода, па ти пука, па се Слично луби. како со гитара, нели? Да. Дури се адаптира на железото, па се прави онакво Да. како Исто како на вежбање Гитарата плоскавци. ја допираш, Да, а да. од прстов разликава во зашо харфата се смета како за еден од посложните инструменти. Ти си у воздух. И ти ја влечеш жицата у воздух, ја влечеш во тебе. Значи све е во воздух, ти не се подпираш нигде. На клавир се подпираш така, на Да, бе, бубњеви се подпираш, на гитара на виолина се подпираш. Тука си ти у воздух. Оваа рака латентно ти се влече под декот, али тука цело време пливаш. И темната страна на харфата. нема врска, после тоа Се зеза. се научуваш, али процесот, да, ако се заљубен у процесот, ти Нема да ти смета добра нито. поента сме, на добар момент сме за да го кажам ова. Практично, ти мора да издржиш у тој момент. Ова е као со ладниот туш што го имавте зборано у некој подкаст. Или ова е као моментот со кога ќе ми речат, се извинете дечки, али кога ќе ми речат како ославе, гладна ли беше? Абе дечки, калориски дефицит се. Нормално дека Ќе ако бидеш еден внесуваш период. 1300 до 1500 ќе бидеш гладна. Ама ќе Се адаптираш. зуби нема малце, да умреме, така? нема до крајот Да, на да. животот да гладни. Да, али на крајот на криштата и да. Пази, и сега кога ќе седнам да вежбам, сега па други маки имаш. Седнуваш и сега веќе после втор, трет саат, не можеш порано, седнуваш и на трет саат ќе направиш пауза, али вкупно во денот можеш ти да вежбаш 8 сати. Да, навикнат си, више тоа ти е. Али сега, пример, у моментов не тренирам, не идам на кросфит, за жал, чекам малце децата да ми застанат на нозе, односно бебенцето за да продолжам. И пример, сега си осеќаш, немаш баш кондиција, мислам, Си бара кондиција, Сваќаш? замисли, че си бара, човек, како не си бара. 45 минути више, онака, Физички саат време захтева мора да инструмент. станеш, да се истегнеш, да направиш нешто, мислам. Да, али све што е, кај што има љубов, таму има и прекрасна Значи, разврска од на... средно ти си тераш харфа Да. и тоа после продолжува до Ствари крај. така одиш во Бугарија. Така одам, значи вака, усредно ја паралелно почнувам да компонирам, пошто од себе нема бегање, од тоа нема бегање. Имав супер професор по композиција, Дамјан Темков. Дамјан Темков можда и спортувал негде кај вас, споменам, го знаете, супер лике, урбан дечко. Како и да е, и он ми беше уште толку мотивација да пишувам работи. И ја почнав да пишувам, од трета имавме со него, имавме формули ни предаваше. Не, композиција ни предаваше, имавме композиција у трета, у средна. И како и да ја влегував паралелно тој филм, тоа се филмови што ти пази и со пењето, ја уште сум на крстопат реално со сите три работи, али можеш да ги возиш, ако одлучиш дека музиката ти е живот, можеш да ги возиш,
легитимен е муабетот и дека и 33,3% ќе даваш на сите. Пошто сега пеењето си бара и 8 тоа си бара сата, вежбање. свирењето не 8 можеш да сата. можеш да вежбаш пеење, доволно ти е 45 минути да пееш на ден, ама треба да ги имаш и Стварно? да ги вежбаш, да. Ама тоа е композиција- после 10 да. години тренинг. Како и ти сега за пола сат тренинг завршуваш Секат, работа. Секат. Аха. Пејачите во средно музичко ги сметаа за посебни. Замрзливи? Ја као увек сакам себе си да се ставам у групата на инструменталци. Свирач. Пошто пејачите се доаѓа на камерна музика, нели камерна музика, пример инструменти, глас или повеќе, до 8 нема врска. На готово, тема. да. И доаѓа ти вика, денес имам пеено 35 минути, имаме 10 минути за проба. Буквално. А, тоа. Буквално. Или доаѓа и ти вика, Ја исполнив квотата. денес малце ме боли десната гласилка горе, Гласилка. значи имам пеено 7 минути на пеење, професорката ми рече до 10, имам 3 за проба. И ти онака си викаш, немој да сгрешиш. Немој да сгрешиш. Они се Да, така на snowflakes. пејачите, мислам, од Која секогаш го има... субкултура е? Да, Да. Свирачите се хардкор. тиштото во субкултурата. И нема врска, добро. Што ми беше мојата... Така почнав композиција, кога завршив средно музичко. Не само Дамјан Темков, него и професорот Светиев, Борис, ме спрема, сака да продолжам композиција, отворија место, 2 за мене и за теа кај нас, ама ја не кеф и не можев да им објаснам дека јас стварно сакам да продолжам харфа, као аби има еден тон харфисти, многу е потешко да се докажеш во светот, остани, вака ќе направиме тоа и јас стварно се мислев, зашто искрено не ми се допаѓаше професорката што требаше да ми биде тука во Македонија, сакав нешто повеќе, сметав дека би требало да Можеш да земам научиш. повеќе нели како образование и Така ја сватив дека сакам да одам кај Малина Ова. Христова. Да. И Од тука со изворот. моите беше нечкање. Не беше онака нечкање скроз. Они не можеа да ми дозволат поради финансиските проблеми што ги влечеше тоа моја одење таму, зашто 1500 евра беше година. И плюс, мислам, за тоа време, за Што да тие живееш, времења и што да сме ги имале, живееш било таму. многу и плюс тоа треба да живееш таму, нели? И нема врска. Ја онака бев многу бев бунтовна, можда и не били убави работите што сум им ги правила на моите, ама бев 100% сигурна дека сакам да го добијам тоа, онака нели им викав, ве молам, ќе пробам ја после нешто едно друго. И дури беше онака, запиши се на композиција, ете супер ќе биде ако останеш на композиција. Реков, нема на психологија ќе одам. Леле. Ме интересираше, читав, интересуваше психологија многу и као онака се додека, пошто моите знаеа дека ја треба да продолжам да се занимавам со музика, и јас сакав да им дам до знаење дека или ќе е тоа или нема да е ништо. И на крајот ми рекоа, добро, ајде, оди, ќе пробаме, ќе... И јас се запишав и од тука више одма ми дадоа министерство кај нас за стипендија, земав европејски стипендии, така се вика европејски, значи европски стипендии. И плюс со самите европски стипендии имаше 200 лева ти даваат на секоја награда. И сега ти види, као колку поише награди имаш. И почнав надпревари, солфеж, теорија на музика, историја на музика, композиција, све што можам. На сите Кај пријавувања. ги наоѓаш тие надпревари? Па има државни, имаше самиот, мислам дознаваш од Тука, факултетот. таму, било каде, Не, не? не, од факултетот дознаваш. Во Бугарија претпоставувам. Не, Бугарија. надпреварите се повеќето во Бугарија? Имаше соопштение во департамент музика, кај што бевме пример, има надпревар по солфеж. Да, ти си гледаш, ти аплицираш, си одиш. Јас. Си На победуваш свакаш и те- лапаш 200 лева. Да. 200 Олив лева леко. од нив, а плюс се наградите. Значи композиција, наградите кои што ги освојувавме, пример 3000 евра беше прво место, 2000 беше второ, 1000 трето. Собрати неколку награди? Сите. Нонстоп земав, да. Сите награди. Али позадината е следна. Пошто позадината е следна. Значи професорот по композиција, а со тој професорот композиција па како се запознавме, значи во прва година немав толку награди, значи прва година дури се запознаеш дури едно друго, земав од министерството кај нас стипендија и земав некоја солфеш награда, не знам. Значи, така беше прва година, беше живеевме у стан со лебарки, останувавме без джепараc, никад нема да заборавам со Ива, кажувавме само пиво дома, идеме у банка со пивото буквално онака, као на нашите ве молам пуштате пари, нешто вие па чекаме ред. И нема везе. Интересно беше, забавно беше прва година и веќе се бараш, се наоѓаш, нели?
од втора почнаа да се случуваат тие сите повеќето европските стипендии и во втора година имавме инструментознание, пошто ти се надополнуваат предметиве, нели, пример прва старташ български език за чужда страни студенти исто имавме и уште 7 вида на български език. Нема врска, да не се отклонувам од темата. Солфеж, теорија на музика, не знам. И се од втора плюс ти се додава инструментознание. Инструментознание учиш за инструментите, за идните композитори. Учиш дека флейта свири од цена прва октава до цена четврта октава, дека флейта има фрулато, она што го сега не знам како да ви го. Не сум флейта. И така натаму и ја тука нели нормално одма се докажувам, се покажувам. Мислам од љубовта, од желбата пак ти го носиш, сакаш. И со професорот почнавме да работиме. И почнавме да освојуваме награди. Да. Со професорот Стефан Драгостинов. Да. Значи, многу велик композитор, многу велик човек во композиторите општо. На некоја модерна, класична, на некоја... Да. Модерна, современа, класична музика. Додекафонија. Зошто го докажуваш тоа додекафонија? Океј. Ке морам и го добјас. Извини, да, многу тргнавме ептен за ова, ако ви е досадно. Ако не е досадно. Некако алармирајте, не дајте знам код. што како додекафонија во превод значи 12 гласие. И наспроти какво друго гласие? Наспроти, пример, вековиве и класичнава музика, не знам, ренесанса, барок, така? Класицизам, овакво романтизам, ме сваќаш, тоа Кога слушам ја Бах, Моцарт, Бетовен, тоа е не во додекафонија. Да, Бах ти е пример барок, има едни правила. После тоа Моцарт имаш тати, 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 трам, ти, татам, тарадам. Лево имаш тати, 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 е таа пример пулсација, тоа ти е тоа движење. Не знам, Бах имаш до, ре, ми, фа, ре, ми, до, Тоа прави додекафонија различно на ова. Ова што го испеав, пример темава. С, А, Д, А. Нема шанси да знам. Ја додекафонија не можам да ти испеам, прво и основно, зашто додекафонија е најчудната музика. Не знам, ако сакате ќе пуштиме нешто да ви пуштам. Некој Вебер, некој нешто. Добро, теоретски што ја дефинира тогаш? 12. Додека е 12 гласие, да. 12 Практично гласие. има правила каде што некои тонови не смеат да се повторат. Не смее да има некаква секвенца на тонови која што ќе те потсети и ти е цело време различно. Пробувам да ви објаснам за да ме разберете. Мислам дека те разбирам. И пример над преварите во кои што ние пишувавме, тоа е, не знам ти, Тоа е многу заебано. финти. Како да повеќе во современата музика класична, повеќе се базира на финти. Не знам, пример, ние класичните музичари се уште обожаваме да свириме некој друг правец, повеќе сакаме да свириме Чайковски отколку да сакаме да свириме современа музика. Некогаш знаат виолинистите да се пошегуваат дека убиваме мачки со додекафонијата, пошто имаш такви некои моменти им ставаат во Не треба да се повтора како да има помалку патернс, како тоа тоа прави многу покомплексна и за слушање. Комплексна е, да. Да. Математика, више математика. Комплексна е за памтење, оти ако нема... Не можеш да ја запамтиш, тешко нема, можеш да ја испееш, да. Ако нема некој патернче што се повторува, значи нон-стоп е нешто ново што треба да го меморизираш. Да. Мене ми беше... Зашто постои уопште? Го слуша ли некој тоа? Па види, сега да збориме за квалитет на музика и да стигнеме до регетон. Сега да не навредувам никој. Пример, свекаш многу стилови поминавме и во поп музиката и во класичната музика. Добро. И веќе како да се изразам, како да кажам, веќе луѓето почнуваат да збеснуваат, да прават некои работи, мислам општо со светов, земи со нешто ново, не знам, различно. тргни од океанот, порано како им се дивеле на коралите луѓето кога ги гледали што све правеле за да допринесат за добро. Сега сме сведоци на кеси фрлени во океаните и на милиарда случаеви неубави. Значи, Тоа објаснување збеснуваме. и за додекафонијата го кажуваш како колку да измислиме нешто плюс. Па за мене лично додекафонијата не е музика која што нема мотив, нема реченица во неа која што може да ја запамтиш. Да резонира со нормалниот. Дали ова прашање има поента? Која е улогата тогаш да постои како нешто што треба да се изучува?
како дел од студии. Зошто постои да се изучува? Што придонес ќе имаш ти, што си вешта и обучена во компонирање и свирење и слушање додекафониска музика? Што користи имаш од тоа? Па, види. Усорочување на вештини? До некаде да, Тип на тренинг, вајде? до некаде да, пак е како вид на спорт. Тип на тренинг. Дали те прави подобра во покласичната музика со тоа што си и во оваа обучена? Па не те прави подобра во класичната музика, мислам зависи кој стил и кој правец ќе земеш да го доизучуваш и досвируваш и да навлезеш, пошто животов не е доволен за ние да изнаучиме и да навлеземе во све. Точно конкретно ако си композитор и си речил да ги тераш правциве и да стигнеш до таму и тоа да ти е животна определба, да. Okay. И доколку го правиш тоа за, како што кажат, и субкултурата, значи некаков круг на луѓе, нема огромен круг на луѓе кои што ја сакаат и ја слушаат таа музика. Okay. Јас лично за мене зборувам и кажувам дека јас како музичар не ми импонира таа музика. Ме свеќаш, пак тоа мал круг е многу пак е како да кажам, пак е point of view колку е малку. За некој малку е помалку од колку што е за некој друг малку. За некој малку е и джезот има исто така малку публика да речеш. Како те прашав, одма сватив дека одговорот, најдобриот одговор е it depends. Да, Знам, Пази, ја имав неколку опции. Прва, ова заборев да ви го кажам, ќе си го кажам сега да не се правиме само дека со музика сум се занимавала. Прва година исто за Плюс Кеш работев као модел. Косава ми ја шишава и тоа само за коса, само за фризури. Ја отидов со дугачка коса, ја така стигнав до кратка коса до бричена имав, како тебе бе фиста. Али малку по малку те сицка? Малку по малку, да, и пример беше не знам 150 лева и за викенди одев, пошто не можев да си дозволам ја плюс работа мене хонорарна да ми е кафич или нешто такво, зашто времето ја морав да го инвестирам у ова. Ја можев да отидам да ми шишаат, да ме сликаат нешто и да си отидам. Нај парите чо? Да, значи прва година го правев тоа. И сега пази, ја не дека не сум ја сакала, не дека не го сакам компонирањето, ама точно овој правец не сум била. Окей. Ми било интересно и ми беше интересно до еден момент додека не стана прехардкор и нели така тргнав да ви зборам дека имаше периоди кај што ја сватив и си реков чекај. Ја забегавам. Ова е само за пари и за награди. Ја забегавам. Не него, ти си у тој свет веќе, не знам како ти кажам жаре, ти ја жими све најмила 5 дена немав спиено. Ја имав другарка која што ми беше цимерка, со неја имаме и може, знаете, творештво, имаме песни, лажго, сан шабилаби и така натаму. Ја без Ива, ја немаше шанси да направам некои работи, пошто ја дознавав за надпреваров, имав 2 до 3 недели пример. Јас еднов ви пишував, она ми ги препишуваше нотите на компјутер. Ја немав време у животот за да го научам програмов. Ти се губиш. Ти правиш работи некои кои што нема да ги кажам сега, за да мислам ти си не си тука, мислам музиката е преубав свет и најубав свет у кој што можеш ти да избегаш. Ама тоа константно да си во него е малце, мислам, после петиот ден, пошто студентски живот, ние се наоѓаме македонците во Софија, баш кај што пример ја у трета памтам живеев, тој што ми беше најдобар другар Сандре, он беше джест клавирист, он живееше горе над мене. Значи Ива живееше неколку згради до нас, не знам, бевме многу супер екипа, имавме джест саксофонист Стефан, Ана беше Ана Батева режисерка, глумци, имавме исто онака многу супер екипа бевме, сите бевме уметници. Многу добра екипа бевме, нонстоп се поддржававме, идевме на заедно на ако треба да се зимаат награди, заедно ако треба да се тагува, заедно на театар, заедно на премиера на Ана, заедно на филм на Мики, не знам. Ме сваќате на джез свирка кај Стефан, на класичен концерт кај мене, на не знам шо, бла бла. И луѓето онака почна, ја бев доле, заклучена и они беа горе. Бевме спрат над спрат. И онака беше као, памтам Драган, доаѓа и ми вика, срче, чекај малце. Излупи си портокал. Излупи си портокал. И онака го гледам и сакам дека јас стварно се губам, почнувам да лупам портокал и чекајте другари. И во еден момент сватив дека ја не можам од тоа да конзумирам малку. Ова е као за исхраната. Не знам кого гледав, кој кажуваше као изгледано и Стефан Докович има еден, не знам дали го следите на Инстаграм, многу ми е супер. Убави работи кажува, од прилика вашата кауза и вика као
нема веќе збореше за путерот кикирики, дека го зборат у хелтија, дека путерот кикирики има као колку 100 калории у лажица, и како ќе видам као ја пуни Полека. Чекајте другари, стој. И као вика тргнете од дома, све што мислиш дека не можеш да изедеш малку, све што не. Ја вика пример, јадам, ако јадам ја путерот кикирики не можам малку, ја мора да изедам многу. Па ја така, ја не можам да Малку влезам и да да влезам. компонирам малку, пошто компонирањето е преинтересна работа. Без разлика што е додекафонија или какво да е. Особено кај додекафонија ти имаш, човече, Различно е. толку опции имаш. Како да го направиш ритмички, како да го направиш музички. Ти се губиш, а јас сум вага у хороскоп. Може да замислиш, значи тоа. Перфекционист. Да, ама јас се размислувам, ја мислам 5 минути што ќе нарачам, не па тоа. Да, вагаш. Неодлучен. Да. Си чекај, бе, леле, па, чекај, слушај, сега мериш по на телефон кантар. па прашуваш некој од колегиве, еј, ова или ова? Тоа, добро, не, ова е, значи, петка глава, сваќаш. И си викаш, и ја така реков, пошто ја бев учев уште еден факултет, попи джез пеење, тоа беше, Исто таму? значи да, сега вака, ќе пробам на кратко. У прва се запишав на харфа, во втора почнав како специјализација ми се водеше композиција Така. и почнавме над превари. И во трета, пошто имав успех над 9,5, баш кога освоив една многу супер награда, странски студент на годината, Бојко Борисов ни доделуваше, све тоа беше ивент на Бугарија, црвени типиси, бла бла. И као не знам, ги тепав Кореја, Унгарија, не знам што, наравно, мислам интересно беше, аплицираш со минат труд награди. Не беше нешто дека се докажуваш сега тука на лице место свириш пееш, но со награди. И секоја чест за Нов Бугарски универзитет. Нов Бугарски универзитет ми дадоа Мазе 9 као подрум, изолирана соба во која имаше компјутер, клавир и харфа. Ја имав клjuč од мазето и ја буквално спиев. Твоја? Мазето Живе. беше само Користење. моје, да. Пример, ако имале А ти го дадоа на тебе како никој не влегуваше во Мазе 9. ау, сонот. Никој не влегуваше, да. Твоето Јас- кач. Ја многу лесно се губев, сваќаш. Знам. Многу беше лесно да се изгубиш. Онака влагаш като ключевите, знаете, гледана како. Ма за 9 ти го Аман, дали, треба више. да му кажеш, да. И нашиот факултет исто така имаше пракса, тој што има успех над 9,5, ти дава бесплатно да запишеш минорна специјалност, се викаше. Аха, и ти така одиш на Major and minor. Да. И ја зимам minor по джез пеење. Со тоа практично ги зимам овие предмети. Пеење 4 пати неделно плюс. Камелија Тодорова ми беше професорка, онаква стара джезерка, дотерана, онаква, Old ама school. откачена джезерка. Бугарка, имав импровизација, Ангел Заберски, кој што исто звер во джез музиката во Бугарија ми беше професор по импровизација. Имав глума, Ева Волицер ми предаваше, имав танци, балет. И што имав друго со пеењето? Не ми текнува. Имав фолклор. Пење. Бугарски фолклор имав, да. Многу се јадевме со професора, многу беше тоа. Леле, го погодиле човек. Да, тоа ми беше Тоа намерно го најнеубавиот представлja. професор, да. Да. Македонка од душа е. И да. И нема врска овакво, имав дело Македониум. Као си го крстува концертот ми се викаше Македониум 2. Сваќаш? Добро, на крај кога Така, лао. дипломираш, што све титули добиваш? На крај имаш major, minor, специјалност и Ствари не ги специализација. добива на сите предни, него пеење. Да. Пе попиче с пеење. Еве една ти е дипломата. Таа Major, minor, специјалност имаш major харфист, харфа, мајнор попиче с пеење. точно, и имаш специализација композиција. Специјализација. А, композиција, Специјализација. специализација. Да. Да. Три. И Со клавир не продолжи ништо тука? не, никад не сум била добра клавиристка. Не беше? Мислам, пази, сум била добра, ама Тоа колку ти се да верувам задоволам- почетоците на Да, колку за петка, што се вика. Ме сваќаш? Да, Да. не за така. 9,5 и Не да. за сега, значи сега ја клавир, знам да седнам и да си испратам песна, знам да напишам нешто што ми треба, значи али сега за да идам на надпревари, мислам. Не мислев не Симон сум Трпчевски Дино левел, и не? Мери или Симон Трпчевски, да. Али знаеш се Далеку. помниш. Даже, извинете што ја го спомнав името. Завршуваш и кога и како е сега таа транзиција, враќање тука и воспоставување некое присуство на нашиот етер. И Значи, сега дека прво фасцинантна целава приказна, ја не сум знаел, верувам ретко кој ја знае, целава историја, затоа што тука у Македонија те знаеме како
Да, па и никад не сме Ко имале пејачка. можност вака надолго и на широко да ја Да. раскажеш, реално. И еве сега таа прилика, претпоставувам набрзо после тие студентски години, каков е наредниот период и како се воспоставуваш како тебе, да речеме, јавна, присутна по нашиве музички кругови и како се движи сега тој дел од кариерата? Паралелно тука почна све уште кога бевме устанот со Лебарки со Ива, значи тоа било прва или втора, не знам која година. Локација го на направив. станот со Лебар. Да, тоа беше темпочет Што значи тоа? Веќе имате и тука нешто објавено? Вака. Ај ќе се вратам назад за да продолжам напред. Добре. Нели ти кажав дека сега со моиве се нечкаме како ја ќе одам и нели нормално бараме најефтина опција зашто ја треба да живеам таму. Јас си барам цимерка, вака по луѓе пуштаме муабети, така ја запознавам Ива, преку пријатели се запознаваме со Ива. Ива е едно девојче кое што исто така ја имав бенд, свирев тука у бендови, значи пак сум терала не дека од нигде никаде се. Да, Пардон, претпоставував пробеав, него ти тука си уште од присутна средно, и да. отворено, да. Уште од средно имавме бенд, свиревме у Ван Гог и свиревме у Ретро и нешто такво као свиревме за 800 денари дневница. Океј, у Ван Гог за 1000 свирев. Ме сваќаш 5 души примери, Јасно. као тираш као тезга бенд. И ја Ива ја знам од зборење, она гитаристка у некој малце по хардкор музики од тоа што јас сум терала. Пример, јас сум терала тезга, бенд сум имала и сме свиреле по прок ствари, а она имала авторски бенд и свиреле по, не знам, металски, по панкерски уствари, Етао Иншрдлу мислам дека и се викаше. По underground. Да. И нема везе и со Ива стартаме живееме и Ива е гитаристка, али Ива исто така има композиторски афинитети. За друг правец на музика, ама од друга страна па ја влечам друг правец и ние некако се спајаме и почнуваме да правиме песни. Ја правиме Врне Врне, ја правиме Шаби Лаби, Лажго сан. Уште еден тон песни што не се издадени, не знам, најсреќна некои од ствари што се издадени, ние си правиме песни, значи Тоа ќе направени, ама и објавени. Некои не, ама Не. некои веќе циркулираат. ние Они си ги направиле правиме. тогаш. Имавме акустично Само веце, сега ги отвараш кажа, што ги врата, знаеме. си пуштаме мобилен, си се снимаме и демо снимки, сваќаш. Не, па тоа викам, ама Гитара, ние ги свири, ја знаеме пеам. затоа што ги објавувате многу покасно. Покасно. Од да. после. А, окей, окей. Окей. И ние ги правиме песниве и као нели се дружиме и луѓето стекнуваме фанови што онака ни викаат леле како свириш, леле како пееш, леле какви се песниве, ајде зашо не направите нешто на. И као ние лабави, нема вези. И втора година више кога бевме имаше некое кастинг талент шоу у Македонија, као у Србија она што се дешаваше. И ние се пријавивме на него и ние стигнавме најдалеку од Македонија и нонстоп немаше по телевизија. А1 беше тогаш актуелна телевизија. А1 ексклузив нонстоп не пренесува. Од нигде никаде. Ние бевме у Бугарија, онака ни викаат човече станувате популарни у Македонија. Као скроз не ни беше јасно. А не беше social media ера уште Не за... беше social Уште од media ера, тогаш уште си не, почнуваш, ти си присутна тука. И после тоа се враќаме тука со Ива, се запознаваме со Роберт Билбилов, си кликнуваме со него и ги снимаме. Роберт Викатички, ја баш би сакал да ги снимам овие ствари. Он си има студио, се, Он има така? студио, све најпрофи у свет. Продукцијска Исто така куќа. тежок цар кој што јас длабоко го почитувам. И ја правиме првата песна што ја снимаме практично е Шаби Лаби. И Роберт вика, ајде сега треба да снимите спота, ние што спот со една другарка што режија студираше, Дина Дума, ајде она ќе ни го снима спотот. Земавме од она Ice Age ли се викаше кафичон, од таму ги земавме фотелите. Наместивме сценографија од дома, отидовме тука негде некоја радишанска нива беше изгледа. И другарка вака не сними спот. Леле спотов го историја на телевизија, сваќаш скроз онака. Што збориш? Со 0 Чекај, денари Дина инвестиција. Дума не режираше сега нешто? Да, сега ви преспав режира Дина, мислам дека и ствари режираше. Тогаш била студентка. Али тоа беше. Која режираше на Netflix што беше Мислам дека имаше нешто. Одамна не сме се виделе со Сестри ли? Како се? А, беше? македонскиот филм? Македонскиот филм. Sisters, да, да. Sisters. Не, не. Тоа е нејзин? Мислам дека да. Ми е страв да ти кажам да со 100% Океј, сигурност. да. Али Не, мислам, немој ти да згама, јас, ако грешам, ја да, Да, бидам да не тој з- што ќе сгреши. фала ти. Ја Кавалере. мислам дека Дина Дума го направи на Netflix тоа, да. Мислам дека знам дека видов нешто и си реков леле Дина човече, онака Не е се направен згубивме. за Netflix, тоа си е направен Нешто, да, нешто индепендент, ама имаше. Netflix го Да, пикап за Да. овој И како и да, и нормално дека спотов, јак спот искочил.
И нема везе, идеме сами, памтам, вака со тропање по врата, Jungle TV здраво, здраво е А1, здраво го давме, исто го направивме и по телевизии, дури со тортички Добар да планиравме. имаме спот. И луѓето од радијава, да, и од телевизииве беа онака као им бевме кјут, знаеш. Интересно, Две да. девојчиња што си ја направиле песна спотов, еве, не историја. И тука почна, Закон. тука имавме понуда од Сефер Цановски, пошто беа се дешаваше и дол после тоа, да ни биде менаџер и да се дешаваат ствари, да инвестира стварно у нашава музика. Само што тргна приказната, му се деси она со зградата, се растури таа приказна. Добро. Тука беа неколку месеци ова све се дешава. Ние со Роберт ни вика, ајде уште една песна, значи све ова пробоно од него. Правиме уште една песна, Лажго сан, што се според мене се уште супер ствари, онака увек ќе бидам некако посебно приврзана за нив. И тука се јавува Васко Павлески, Горила продукција, да ни биде менаџер. Тука се дешава распад цимерките, зашто Ива решава, одлучува да се посвети на... Не сака да патува, знаеш, Софија, Скопје, пошто Васко вика, добро, ќе инвестирам, ќе правиме толку, ама вие за возраст треба да имате тезги да свирите, ја да зимам толку, значи, нели? Договор. Нормален договор. Ива одлучува да тера, пошто Ива исто така тераше два факултета. Она беше продуцентство и менеджмент мејор, а мајнор она имаше тон режија. Звук, саунд инженер. И продолжувам јас сама, нели, име, кое име, ја викам името, го имам, нели, темава ви ја кажувам, добро, тераме као Сара Мес. Претходно бевме цимирките. И од тука почнува јас неколку години, нели, бев со Горила, сега веќе не сум. И тука е времето, не знам, валја се дешаваат некои песни, Сон се случи, уште некоја песна се случува Врне. Фестивали, чуда. Да. Еден од фестивалите е Скопски фестивал, кај што јас се случува Врне, уште од самата вечер, Врне, онака, експлозија, доаѓаат ради едно друго, нели? И после Врне, ние имаме понуда за танц од звездите. А ја веќе бев, значи години поминале, ја бев, значи ја кога престанав да идам во Бугарија, ја бев запишана на магистерски. Таму пак? Да, ова све се случува, пример, ова Ова се е паралелно, Скопје да, ова сум се. ја цело време, да. Она убаво рече, треба да се вратам чекор напред за да продолжам со Јас сум приказна, до тука цело време сум Софија-Скопје релација. Actually, живееш у Софија? Живеам у Софија. Действуваш у Скопје? Доаѓам на 2 недели еден викенд од Скопје. Од прилика тоа. Работно. Да. Пукаш, снимаш назад. Да. Или веќе после тоа и на секој викенд. Аха. И кога ќе можеш зависи Што тука ли што там? има настапи на превари, ваму па го Мезги, си ги организираш работите, да. Ама исцрпувачкето. Исцрпувачки е цело време, мислам, ја од кога знам за себе, само така си го правам. Со Димитар збориме, пошто и он е воркохолик као мене. И онака некад сваќаме дека уствари ние другачија не можеме да функционираме. Нас ја ако не сум тоа, Ќе паднеш нема у да бидам депресија. ја, да, сигурно ќе бидам комплексирана, фрустрирана. Нема да можам да бидам доволно добра за другите околу себе, а не па за себе. Така да, Идеш релација, идам магистерска? релација, да, се додека не се Танц од случува Танц од звездите, тоа е 2013-2012, поима немам нешто такво. Значи, јас сум само што запишана на магистерски студии. Во меѓувреме на факултетов што се случува. Мене ми отвараат место за да бидам асистент по хармонија. И ми викаат, а Опа. професорот ми вика, ајде ќе го исхендламе тоа, нели со вака, со така. А професорот вика да запишеш магистерски композиција. Ја упорно пробувам да избегам од таа композиција. Човеков упорно ме зима, сваќаш? Значи упорно и тоа настапи, мислам интервјуа на телевизии, весници, онака имаше една статија која што ми дојде еден друг стар професор, имаше дури и многу неубави моменти. Ми дојде еден професор кој што беше исто така почитуван професор, ми влезе у мазет 9 буквално за да ми рече што се случува и кој ми ги прави делата. И дали професорот ми ги прави делата. И онако, Аха. А угемек те чекајте сомнева. другари, да. Имаше онакво Мои комплименти навреда у исто време. ученичка на Драгостинов, Као фала, ама сега. да, ученичка на Драгостинов, подобра од внука на Владигеров. Панчо Владигеров е икона нивна, значи Таму си има го остаено. удрила ужичка. Да, и Си нема свегде везе, и ми има дојде на некој начин ми дојде too much. И сега таму е друга борба, што ти ја тераш, а нонстоп си од некоја борба исто така таму. Ја запишав магистерски методика на пеење, попиџес пеење запишав. Зошто? Зашто си викам сега, ја доколку запишам харфа магистерски ќе биде само за документ. А ја никад не сум била од типот на
Да учам за документ, него ја седнувам и учам. Дури, значи, во основно имаше моменти кај што татко ми гасеше, имав забрана. До 11 се учеше дома и после 11 немаше учење. Сладки маки. Стварно, да. Мислам, знам дека звучи забегано, затоа ви викам, не бев некое, може да личам на некое ултрасоцијално суштество, ама поише сум сега, тоа него порано не бев така, него бев бубалица филм, значи плачев за 5 минус, онака. Тепане. И нема врска. И ја му викам на професорот, пробувам нон-стоп, сме ја и ону борба, ја да му обяснам дека е доста, дека ми е многу напорно, дека ова не е за мене. Ми влијаеше по здравје, имав главоболки, се враќав тука, правев ми испитувања. Многу беше претерав. И пробувам да му обяснам, не, и добро се запишувам методика на пеење, па што пеење тоа е најлаво, нешто нели? Ви 45 минути. пробувам да ви ги паралела да ви правам во световите. Пеењево, лаво, идеш на пеење, треба дома 45 минути да извршваш. Прстите болат, ни ништо. Некако лесно стигаш до целта, свегаш немаш трема, мислам да треба ти свириш полифонија, значи повеќе гласи, полифон инструмент е харфата. Харфата, Певе, клавирот, педали. хармоника, гитара и ксилофони ударниве, маримби. Значи другиве виолина, флейта тоа се монофони инструменти, значи имаш една мелодија кај нас, значи имаш бас, имаш хармонија, имаш мелодија, ти сериозна концентрација, ти треба сериозен мозок, значи верувајте, пример во мозокот на Симон Трпчевски го спомнавме. Тоа е значи вака поклон до земја. И нема врска. Split personality. Ако можам ја лаички да доловам, Да, кога да. пробувам да разберам, Нозе две да одделиш ти, полифонични- раце две да одделиш ти, каде? тоа е тотално оноа Стварно е. ambidextrous. Да. Ај што треба да истенираш оваа рака различно да работи од оваа, ма треба дел од мозокот да посветиш за оваа таму тоа да го мисли, оваа не Ќе пробам да ви објаснам. Кај виолината, двете раце работат пак, ама за ист тон. Ја стискам жицата, го тргам гудалото за да произведам на пример, ме сваќаш? Да. А кај мене ја имам бум, па, или имам бум, нешто свири басов, тука имам тралам, тука имам парарирарора трам пам, пример. Ко двајца у исто време да свират. Плюс, за да ја го произведам тоа, хармонијата, имам 21 педалја доле, така значи две нозе. Ова се свири, ти ова не го гледаш. Најсложното нешто кај харфата се нозете, не се рацете. Пошто рацете те води мелодијава, ти си музикален, така ќе се изводиш. Ама нозете, значи, мислам, сакам да Тебе кажам за чисто. тоа убаво лесно ти дошло после кога си одбрала методика на пеење. Па за тоа си реков, бев стварно у моментна точка на вриење кај што пошто ме праша дали имало момент кај што не го сакаш. Не бе дечки, ја имав момент кај што ја многу го сакав и сакав се. Обратен сакав проблем. композиција, пеење, харфа, све, не можеше све, ја морав на едно нешто да му кажам чао. И А ке те окей, допрашав, извини, а ке те допрашав, добро, ако тогаш не си имала таков момент, што постојано те хранело за да си цело време на таа некоја угорна ниво на мотивација, ама ми Фотосинтеза, одговори, тоа е тој процес. нови бранови, нови интереси и таков карактер се изгледа all in. Чекај, ова ќе те заинтересира, ајде целосно на ова и тоа Да. се тие нови бранови на мотив пази, што те музиката носат. е игра. Значи ти немаш што друго да бараш. Ја искрено, ја немав живот видено пред Димитар, зашто Димитар може да ми е прв. Стварно, Димитар ми е прв партнер, не артист, кој што на почеток онака си викав што правам јас со дечко, жити се, сарче, објасни се прво на себе си. Али спротивностите, Па да, некаде подобро е. да, Димитар ми покажа И не треба да те разбира толку. ствари у животот, дека има и нешто друго, освен Да, ова за да. кое што ви го зборам, зашто супер е све ова што ви го зборам. Али ја толку знаев. Ама е една гранка тоа. Ја функционирав социјално за потребата. Социјалната потреба, да. Ме сваќаш, не дека мислам да сме знаеле да излеземе, не дека не сум излегувала се, али пример диско ја вкупно може у животот до ден денешен. А пак со имам отидено. уметниците излегуваш, 7 пати уметнички сме мавете. излагале, да, на свирки, кај што пак е тоа, ти го гледаш добро тоа, ти го свиреше, збориш тоа, добро, ти го бра. анализираш тоа, да. Театри било, Да, не го уживаш. бе го уживаш. Пак не, ама уметноста ти ја гледаш од другата Ама страна. Да, ама го живееш, лајфстайл, Да. нема збор, нема како викаат. You play harp, you play music, you don't work Така е. harp, you don't work music. Да.
Така што игра е, мислам, таа игра цело време ти е интересно. Ја исто така у живот Димитар може да го прашаш, ја у живот немам играл ни Sony, Nintendo, ни овакво. И сега пример или на бара, не знам, некои игри, ајде бе тројца ти кога ќе седнаме и Димитар ми вика, добро, како може да си толку утепана или на побрзо како од тебе. Као ја не сум тоа никогаш, Јасно, тоа ми е бе, скроз јасно. нешто најново. Ова ми е многу познато, кога си толку обземена од нешто, да не си ни свесна дека постојат други ствари у животот. Сестра ми е уметник во мода, во цртање, и помала од мене година и пол, и она е животот за неа е тоа. Да. И она исто не ни знае дека постоеле игри, постоеле не знам, тек Да. после вработувања кариери, чуда откако ќе се стабилизираат работите, а може и да да се тренира, може нешто, да се трчка. Томи, да бе ти нели нешто трчаш цел живот? Објасни трчаш, ми. нешто, тој е репрезентативец, разбираш? Кросфит многу е добро. Што е тоа, бе? Така што ако може малце слич на муабетот, дека го воведе Диме у сликата, од аспект на конечно преку него согледуваш дека има и други работи у животот надвор од тој бабл музика. И нашиот подкаст нема да е тоа ако не пробаме да најдеме некаква асоциација, конекција со нешто спортско во себе. Така што, кога веќе спознаваш дека има и други ствари надвор од музика, кога, како и која е твојата релација со спортското во животот? И како Таман ти е- влезе со танцот звездите, мислам дека така. Па така. Тоа беше Да, средно. таман до тука тргнав да ви Во раскажам, филмот. таман тука ќе го запознам Димитар Искусен за подкастер, Димитар. бе, знаеш како, кога, како. Не, во интерес на вистината, имам тренирано одбојка. Аха. Имам тренирано одбојка. Средно, Тоа основно? беше па почнав од 7 оделение, 7-8 и у прва тренирав, го сакав тоа. Али мислам малце така неколку години, пошто тренирав до втора. У втора кога почнав да свирам ми забранија рачни спортови. Па повреди да не Make биде. sense. Набиеш И така прст ќе се престанав. сликаш. Јасно, јасно. Не требаше рачни спортови. И следен контакт е танцот звездите. Следен контакт. Знам ние дека танцот таму брутално ви беше. Па до тука тргнав, Да, тоа бе, ќе ви таман докажам и таму ќе дое, поврзам. да. Ете, супер, значи, нели, после врне, понудава за Танцот звездите, но Оги и Столе, продуцентиве на Танцот звездите, ви кажат, значи ти доаѓаш од декември и остануваш до март. А ја уплатено првиот семестар за магистратура. Аха. Ја идам и им викам, дечки, толку беше go with the flow. Знаеш, тоа сметам дека како вика Джордж Стоун, таму кај што има фан, таму сакам баш кажа Танцот звездите. Значи јас сум несудена балерина, мислам, дека јас сум невидена фанка. Ја јез да работам у театар, у опера и балет, ја ностоп ги гледам. Ја многу Се сакам. воодушевуваш. Ја се воодушевувам. И танци, латино танци, значи кај мене на Инстаграм искача само латино танци, имаш надпревари по латино танци, да не се вируваш следам ја. Значи многу А сакам. танцуваш ли латино? Дали Веќе си научив дел на од Танцот таа? звездите, веќе научив. После тоа имав Окей. и моменти кај што и одев, ќе ви докажам и да, оваква и ја им викам дечки да заврши Танцот звездиве, ќе продолжам. Као сега за сега овој месец, овој кажи го семестар, до тука сме, нема да доаѓам веќе, значи не сакам да ама ние ќе ти даеме она, не, јас сакам да го учам, сакам да бидам присутна, сакам да живеам тука, џабе ми е. И добро, излегов од една па глупо е да речам токсична врска, ама таман ми се погодија куцките, ми се залепи све, си дојдов у Скопје и си почнав практично Танцот звездите. Тука се запознав со Димитар и што ми беше муабетот нешто за спортов сакав да го Прашањето беше која е релацијата со спортот Аха. во твојот живот? Дека тука напорно ви беше цели денови следната игравте прави. точка е Танцот звездиве практично. Вежбавме со Мишо од 3 до 8 сати, онака трениравме лудо. Ослабевме јако сите што бевме на Танцот звездите, така да Покрај пица јадење. па 8 сата со 8 сата. Да, али ни пица не јадевме, онака ни пица не ти се јаде. И супер после тоа, не знам, си бил, окей си изгледаш, не знаеш дека тоа треба да се одржава нон-стоп, дека треба да го правиш. Па после неколку години ти доаѓаат маките, те фаќаат
И ја бев у маки со дискусии, со... И ти или тие маки? Па ја бев прва, мислам дека да. пакет. Ја имам два дискуса, плюс мене во десниот колку ми има удрено кола и целото тоа комбо резултираше со... До душа прво го родив детео. Незгодното држање на харфа цел живот. Да, и у периодот... Не ти помогнало сигурно? Не ти помага сигурно. А у периодот кога детево паткаше, Илина, првото дете, ја тотално се укочив и тука завршив невромедика, инекции, едно друго, па почнав да правам физикални по 2 пати годишно, знаеш. Све пробував. Тогаш влага кросфит. Одев на кросфит, слика. кросфитот тогаш влага, да, и многу ми помагаше да се одржавам и да звучам добро, да звучам, гледаш. Девојче у тој филм. Да се осеќам. Ама ако дека јас секогаш ме интересира професионалец во друга сфера, во твојот случај музика, кога се занимава и со спорт, макар и минимално, секогаш ме интересира дали самата забележуваш позитивни или негативни влијања. Како тренирањето кросфит ти помага или не во пеењето. Дали истражуваш повеќе, дали откриваш, дали имаш некоја свесност развиена, што и да е, така да на место кажа, како рече, Да звучам подобро. да звучиш, значи ти тренираш, може би и звучиш подобро, не знам и сега за тоа те прашувам, дали И за пеењето и за свирењето. дали си осетуваш во својата експертиза помош од тоа што ете телово го инволвираш сега и на друг начин. Пази, одењето на кросфит ти помага за еден тон работи. Прво и основно ти помага да го фатиш денот. Да се поздравиш со денот, да му речеш здраво дечки, јас сум истегната, јас сум со наполнета батерија, ја имам енергија. Најтешкото нешто за денес го напреш. Почнам. Да. Видно Од виш. тука натака, да. Значи, нормално дека кога си поистегнат, полесно ќе го движиш куков, кој што знаеш дека имаш проблем сега, така? Нормално дека ако си редовен на тренинзи, ќе имаш и кондиција повеќе за секаде каде што ти треба. Ќе се појави таа кондиција во сите кај што ти треба. Па дури во самото свирење, дури самото седење на столче, дури тешко е исправен да седиш ако не седиш исправен по принцип. Си пробал? Значи ако си вака, у принцип ај седи исправен. Ај држи ги само држи ги рацете, не свири вака. Ме сваќаш, ај држи ги 3 сати, кај ќе ги држиш без пауза, нема шанси. Што дека пеењето Исто е захтева све, кардиоваскуларна издржливост поголема, а свирењето Да. физичка и мислам дека тука ти е Пази, пеењето, совршен ако спој. земеме анатомски да го анализираме, значи за пеење ти требаат на тебе повторно мускули, ти требаат 2 гласилки и ти требаат стомачни мускули. Многу ти требаат. контрола. Точно така, да. Така што во секој случај за многу Си работи помага. ти помага физичка активност и кросфит и една од работите кои што моментално ми фали во животов е тоа. Да, Однака, ти пошто- спомна, да. Чекаш да, значи се ја вратиш. цело време пропагирам и зборам дека треба да се осеќаме убаво у нашето тело, али види, нема совршенство и никој не е совршен. Јас сум свесна во ситуацијата во која што се наоѓам, имам прекрасно бебенце, кое што е најдобрата кауза на светот, мислам имам 2 деца, му ама среќен на првиот роденден, by the бебенцево, way. Да, некому е среќен. Вчера беше, завчера. Петок. Петокот, сега е, да. А, напуни завчера. една? Напуни една, да. Баш. Кое што се уште со имунитетов се мачиме во смисла повеќе останува време дома и треба да седам со него. И не сме баш застанати на нозе за да немам време за да го терам тоа. Има Знаеш повеќе што работи правиш? што сакам и да читам и не можам. Книга една почнав на одмор, прв пат у живот ми се дешава. Значи ја месец дена ја влечкам книга. И сега доста лажеме по дома дека идеме у WC, уствари седнуваш на шолја и шакаш. Значи, Али добре е што правиш тоа што можеш да направиш во моментот. Барем пазеше на јадење да. и после Кирил бременоста ослабе колку кила? 16 беа. Сега ќе ти кажам точно, мислам, после самото слабење, ослабев 5, мислам, после Не, пораѓање. благодарен, да. На 12. 12 се пазим. 8 и 4, првиот месец. Многу е 8, лесно да се 4, остаеш. Сега сум уште едно, 13 е вкупно. Кој што не контролирано. Само со пазење. Искрено. Само со значи што правам? Си правам калкулација само со себе. Да, така. И сега Тоа е тоа. и едно нешто кое што жарем има научено, кое што прв пат ми ги има отворено очите, тоа е пример, порано многу лесно сум се демотивирала. Ке каснеш нешто благо и си викаш, ај бе, ја каснав благо и толку.
И уште Средниот 100 грама месец. јадење. Ти плачеш пошто еден ден си каснала благо, човече. Дали сме нормални што правиме, мислам. У реду е бре, каснав благо од утре нема, затоа утре нема да каснам. Така си се договарам со себе, пример, многу ми се јадела и сум каснала цело чоколадо изедов сега на последното добиено мое, пошто многу ми се јадеше. 80 грама на гладно срце, шлак. Е добро. И си викам што правиме и добро, сега си се казнувам. Викам сега ќе го направиме фастингот срче 4 до 6 сати. Нема сега 8. И си правам муабет, си калкулирам. Океј, што е утре ќе јадам финтата од од 1 до жаре? 5. Е па Та жаре. не тргне сноубол на јадењето да. глупости, него еден дека е ден ако најнормално ако голема тоа е работа. финтата. Да, дека кога ќе сум му речела пример на тренинг, абе не бев дисциплинирана сега, пошто значи тај стил сум бубалица, си кажам, значи сама си издал. си кажувам, да, не сум за кријам, не петка. лажам, значи не сум за петка. И он ќе ми рече, добро да ако ќе го надокнадиш, утре не ја диете. Да. И тоа е тоа што го правиш од ден за ден. Така што на тој начин сега гледам да се одржавам. Ми остана многу здрави навики за кои што исто така и на Ива сум ми благодарна девојчува што ми ја правеше исхраната, кај што ме научи дека стварно мислам за сите тие работи и ти си зборел. Да. Али онака ќе друго е кога ќе ти се соберат и вие исто у подкастот се збореле и дечково што го следам Стефани уште 100.000 луѓе што можда И следам. кога ќе ги искусиш, ќе И ја кога поминеш ќе некој се пат. соберат и онака, пошто она ми рече мораш, тоа е тоа и сега ти си се нафатил, си дал пари, си се договорил за месечно, онака и на тебе ти ја сакаш да има производ, сакаш да има цел, баш кога беа повеќе поводи, не знам, потпишавме јама мај кампања за пролет лето колекција и се викам како ќе сликам човече. А по После долна тоа облека треба. Марата беше, фреквенција спото требаше да се снима и си викам, значи сега ако не го искористам ова, Као мотив. наместо да им речам, не, јас сум мајка која што роди пред 7 месеци, можам да кажам, да, јас сум мајка која што и покрај тоа што роди пред 7 месеци, ќе го искористи ова како позитивно во моја насока, за моје добро, како да кажам, и ќе се видиме за 2 месеци. За месец. И така стартав И бидно хидратација, е тоа. чекори, сон и уште се трудам и Гарминов, кој што исто така жаре го збореше заедно со Димитар, исто така гледаш. И Димитар ќе го поврзам од цела приказна за многу работи што Па зборам. него го мотивираше многу. Го мотивираше многу. И не знам, така некако сите работи, сега гледам колку можам да ги пазам сите. Кажи ми, сакам за мајчинството да поразговараме, да те прашам, ма како и сите други прашања, ја на лице место ги смислувам. Слободно. Се водам од И јас одговориве. од одговорите, од приказната, намерно оставам така по како open-ended. Уметничка душа, артист, ја раскажа приказната, фала уште еднаш за сите тие информации. И во еден момент во животот стануваш мајка за прв пат, стануваш мајка и за втор пат. Улогата, мајчинството како, не знам, компатибилно или не со животот претходно, како се најде во улогата мајка, во мајчинството општо, со првото дете, со второто дете, како ти влијаеше на кариерата, во плановите за еднината, као некои ствари ги тргна на страна, ги остинеш, да влеземе малку во оваа тема, па може нешто друго ќе те потпрашам. Па, искрено вака, никогаш претходно немав размислувано за мајчинство и мислев дека ќе размислувам за мајчинство после 30-тата и дека сигурно ќе се реализирам како мајка после 30-тата, но се случува Димитар Атанасовски и ние стартаме врска и он ме бара. После 2 години, ја имав 25 години. И памтам дека он кога ме побара, ја плачев и ја му викам, мала сум, човече, мала сум. Тоа беше мојот одговор. И вика, добро, ај сега да не кричам. Добро, ќе почекаме, не мора одма свадба да правиме. Само кажи да, кажи. Добро да. Тоа беше нашето барајка. Стварно мала не планирав. Мислам, знаев дека го Те сакам. најде небрежно. Најмногу знаев дека тој е човекот, знаев дека тој е тој, ама некако многу нагло ми дојде. И добро, чекавме 1 година, направивме свадба, сега колку и да чекаш, не чекаш, више свадба си направил некако. Притисоци. Немало притисоци, али Ајде што тебе направи. ти се сака некако, не знам како да кажам. Си дојде природно. Која беше си кажала да. Која беше си кажала, да. Си дојде природно, ама
Да бидам искрена, ја имав мака, имав и у главата мака Пред, после, за време. за време на бременност. Аха, Ја како, почнав, која јас со смисла? Илина психички. На колку години Физички. остана со Илина, извини? Е, па, на 27 ја родив, 26, на трудна сум останала, на 26 на крај, така нешто. Така, значи на 27 години. Така некако на 27 можда. Да. Да скопкаме малку што точно Да. така психичките... Ја многу почнав да се ширам, многу, значи, еве таман, може ова ќе е повод за да дел од мажите кои што не ги разбираат жените да пробаат да ги разберат. Пошто верувате дека во тие периоди на жената ја премногу потребна поддршка и разбирање. Мислам, колку и да е, може да во вашите глави не можете да разберете, али морате да се трудите. Мислам, не знам конкретно за вас, него општо. Не. За родот. Значи, сега некои викаат на женско дете се шириш, различно си трудна. Пример, многу луѓе со Кирилка бев ми викаат убавка си, знаеш, убавко трудна си. А пример со Илина, луѓе, јас со Илина иде вака. Значи, јас со Илина се здебелив. Ја никогаш пред... Ја цел живот сум била слаба. Значи, ја почнав малце некој килограм да ставам вишак, пак ќе кажам од врската со Димитар, зашо до претходно никад не сум имала време да јадам навечер или нешто така со Димитар, кога ти стане убаво, знаеш, дечко и девојка и некако така. Претходно, значи, никогаш ја не сум се видела во огледало да сум крупна. Тоа беше едно запознавање со нова јас, која што ја не ми се допаѓаше таа. А ти у тој момент не можеш да превземеш некои ригорозни мерки за да услабиш или не знам што, зашто пази, е света улога имаш, си трудна и носиш дете и треба све да биде кој што треба. Ја не можев да се гледам во огледало. Ја не можев да се поднесувам, ја не можев да се носам. Ја начинот на кој што мирисав и се потев. Ја не можев да преживеам, ја не знам како, мислам, све е различно, све е ново, ти доаѓа, те затекнува, некако ти, ви викам, детето, ја бев на некој начин млада за моите апетити. Мислам, ја планирав уште да терам, да застанам на нозе со кариерата, не усред градење нешто, ја останав трудна, па се така некако се деси, знаете. И овакво почнав нагло да си правиш филмови, знаеш, ти требаше толку некако, не знам за глупости, пример, не знам сега дали све треба да раскажам, валјда не, ама. Што... Да. Не, што си сакаш, што можеш? Баш кај што си емотивен, значи хормоните ти се плафон. Си Најако. емотивен. Мажот продолжува да изгледа добро, а ти више не изгледаш добро. Со тебе порано ако некој се поздравил, кај си бе сарче, ке се гушнете сега ти вика, здраво, мислам сега не баш така, вајда лошо изгубев, али Така си го доживуваш ти. али или некои луѓе ќе ти кажат, пази ова е Македонија. Се оправило тоа. Леле колкава си, леле луѓе ножеви вака. Врм. Ти идеш у веце и плачеш. Леле. Значи ние излезени со друштво у ова го знае цело друштво, мислам седиме на маса у Охрид. И ја баш кај што ја одсекогаш сега јас сум си сакала да си се нашминкам, сум си внимавала на својот изглед, значи сакаш да си се избањаш, сакаш убаво да си мирискаш, барам Си јас се сум била дотераш, таква. бе. Да бе, да, сакаш да си убавка, секако да кажам, не знам. И одеднаш сваќаш дека ти колку и да се бањаш, ти ќе смрдиш, вака чудно, како што претходно не си. Дека ти нозете ти отекуваат, дека прстите си кој бабчиња, дека си огромна, дека не можеш сама да се поднесуваш, дека те боли кичмата, дека не можеш да мрднеш. Уни една физичка активност што ја правиш, дека ја претходно сум сакала таков човек. Сум сакам да си завршам, некам да зависам од дој помогни ми. Од сите зависиш. Мислам, полно работи се, не знам. У мозоков ти се дешава бродолом. Мислам, свашта ти се дешава. Јас станав, иде ми плачам. Доаѓа Димитар, зошто плачеш? Зашто сум грда. Како можеш да плачеш, не си грда? Јас сум грда, не можеш да ми обясниш дека не сум. Не пазам на микрофонов, нема везе, валјда ми има. И добро. И нема везе, значи такви моменти имаше со Илина. Самиот пораѓај, Пост. меѓуството, да, но стигнувам. ја раѓаш. Пораѓајот со Илина ми беше многу тежок. Искуството со Илина, мислам, од после тоа све, мислам, сите можни работи што треба, не можам да ви ги раскажам сите, мислам дека не можам да ви ги раскажам сите, ама мислам, тешко ми беше стварно. И после тоа и додека све да се деси оната зацица, сакаше па некеше, бебе беше што многу плачеш, не можевме да ја смируваме. Мислам, бараше 24/7, мислам секој бебе бара, ама општо све вака беше доста жешко. Кирил личи многу Доста лабав. И жешко. Кирил е многу лабав. Нема везе, тука почнавме да не се разбираме. Почнавме да имаме проблеми искрено под дома, зашо Димитар е со 3 работи, јас сум со 3 работи. Јас сум во македонско опера и балет вработена како харфист во оркестарот.
кај што харфата има солистичка улога и ти треба сериозно да седнеш, да свириш, зашто ти си сама, кога се слушаш, горе со балерина на Лебедово езеро солото ти го свириш, немаш група која ќе ти помогне, па некој ако сгреши да не се чуе. Одговорна работа е. Предавам во музичкото училиште пијано форте. На страна да не збориме пишување, текстови музики, тезги тоа, друго. Димитар е во Идеалаб, Димитар е на радио, Димитар исто така чита војсовери, оди води настани плюс 500.000 работи. Се дешава еден општи хаос дома. Ние сваќаме дека ние имаме дете на негови 30, мои 27. И сега можда ни он ни така го замислил ни ја и некако ни беше онака као ни беше малце. И ни требаше период да сватиме, јас сватив дека прегорувам во главата, почнав да се интересирам, не ми е срам ке си кажам. Значи психијатри, психолози, сите видови на психитерапевти. Што да ти е срам, не е срамота тоа. Истражив, си го најдов човекот кој што ми го смени животот во еден. Браво. Си го изедов курсот, лайф коучинг, едно 3 месеци можда теравме. Јас повторно влијаеше нови видици. Да, не позитивно, него ми го спаси животот, ми го врати животот. Ти го врати. Ми ја даде силата да повторно расудувам со трезна глава, не во афектна состојба и да се погрежиш за работиве да се вратат кој што треба. Значи од прилика за жал, многу ми е жал што вака е муабетов за едно мајка за друго маќа, ама за жал на некој начин спомените од првата трудноча и првиот пораѓај и првата година на некој начин од животот на Илина ми се такви за разлика од Кирил. Бајч. Кај Кирил фино лепо си фатив хеликобактер негде у 6 месец, бев на режим, си ослабев 4-5 кила, си се свијав, топ. Цитера, дури на тренинг идев. Грда, да. Да бе, да идев до негде до кој месец. Па ти кажав, само на тебе ти шепнав, онака уште не ни знаевме, немавме објавени, на жаре му реков, да знаеш ја ке доаѓам, ама трудна сум, само пази да не е нешто стомачно или нешто друго, да. И ти текнува? Ми текнува. Како да не ја малце упошен. И после имаше некој период. Прв пат тогаш бремена жена требаше да коучаш? Само Кики, што беше трудно да со голем стомак до крај. Али Дека она не е имаше наивна работа, не, да ама си она тренер. имаше искуство од 3-4 години вежбање кросфит и прашала она доктор, јас си на Сарајево праши се докторката најубаво. Јасно. Ако си барем 2 години во тој тренинг, кога си труден, не го прекинува. Ако си 6 месеца и се затруднеш, не ми почнувај сега, ти можеш белјана. Ама и ти као тренер човек, друго е кога знаеш дека некој ја... Друго е и посебно си предпазлив и ја цело време можеш ова. Да. Сега може нови како Аманда и Олабајме, ама се мене ми е Да. малце Better safe непријатно. than sorry, Да. Да, теравме некое време, после докторот кажа доста е и Стално беше консултирај се со докторот, не сум ја лекар, не знам. После тој период, Кирил предпоставувам... го родив као господин. Ама... Значи, како излезе, кога му го слушнав плачењето, викам, ти ќе видиш за разлика од Илина, онака, викам, онака го раѓам, не ме ни болеше толку, супер беше, мислам, и целиот тим на Санта реално се погрежи бомба и првиот и вториот пат, али вториот пат ми беше онака прелесно, и онака бев, се смеевме, се зезавме, дури го раѓав. Се зезавме за првиот, бев умрена, не знаев кај се наоѓам. Димитар иначе присуствуваше на двата пораѓаја, ја сечевам па почната врвца со све такво, нели, калјачи, облечен, све. И онака се зезавме, шегите не престануваат, топ ми беше. Онака. Колку се разлика? 3 години и 10 месеци. Илина е. Да, Илина е првата. Керка ми е Елина. Супер, као Елина Многу Гаранча. Она е едно од често најдобрите мецо-сопрани, ја обожавам. Многу убаво име. Прекрасно. Ке пренеса. Слава. Да запишеш. Предобро. 4 години. Сад да кажам, после тој потешкиот период, кој што сметам дека нити си уникатна по тоа, мислам дека се случуваат релативно често за жени. Пробувам, јас се надевам и други мажи пробуваат да разберат колку можеме да разбереме и помогнеме. Но предпоставам сигурен сум, после тој период влегуваш и во убавата, во позитивната страна на мајчинството и како сега се наоѓаш во таа нова улога, откако ја гледаш убавината и како сега почнува да се враќаат и другите. Знаеш како ти кога го почна така муабетот, кога
Откако веќе ќе се сакаш Да. себе си, Да. тогаш се отвараат и другите страсти, пасии кон другите работи. Се засакуваш себе си како мајка и сега каква е таа фаза, каков е тој процес да полека ти се враќа и животот со тоа. Ти сваќаш кога имаш деца дека ти си уствари многу важна карика во универзумот и во светот, зашто ти си водилка. Најсилната и најбитната водилка во животот на овие деца. И нема поголем предизвик од тоа ти да ги насочуваш правилно. Од ти да ги воспитуваш правилно. Значи, воспитувањето е исто како што ти е предизвик и игра со музиката, да сама се предизвикуваш себе, нели, ова мотивче можеме да го направам вака или така, или исхраната, или што и да е, нели, споредено. Ова е тоа, ама ова е главното. Ова е ти од кога стануваш мајка, не дека ти престануваш животот како во другите улоги што ги имаш како автор. Ма и не треба да ти пејач, престане. И не треба да ти престане. Ако ти престане, нема да си добра мајка. Тоа е тоа. Не застанува светот ако има. Така е. Ако ти престане, нема да бидеш ти, ќе бидеш фрустриран и толку. Ама и не само тоа, Значи- почнуваат и да си се надополнуваат една со друга. Некако може... Улогите? Да. Екстра тон, екстра богатство од ова искуство. Инспирација може би. Му се прифлава му. Не знам, само Пази, пробувам ти да сваќаш испитам. дека, значи, не знам, ја го доживам тоа као комплетирање. Сваќаш? Убав. Као ова е тоа и сега може да започне убавото. си Сега комплетно. немаме, значи, мислам, пак сме ние тие кои што го правиме секојдневието, дали ќе ни биде весело, дали ќе ни биде на шала, пошто дете кој дете пак може да нели да се разлигави или да се расплаче или што и да е. Ама убавото е во тоа што ти тоа е, пази, тоа е твоја ДНК, тоа е парче од тебе, значи буквално е парче од тебе, мислам, особено нели кога си мајка, од тебе излага. Супер таткото дава семе, ама ти го правиш, во тебе се Да, прави, во тебе се пече. Да. Тој момент кога ќе доживееш тоа дете, да ти каже нешто паметно, како пред некој ден искачам надвор и зимам кебенце и Илина ме вика: убаво мамо, си зема кебенце за тебе, а ја дека сум гола во носете ме гледаш. Ако ти е тоа смешно, обично, онака сладко од некој обичен да го каже, кога тоа го кажува твоето дете, онака си викаш, Знам. па ја Успеа. гајам паметен човек. Значи мислам сега може не Не, примеров многу вав пример, кој баш што ти треба, фала. ама сакам да кажам тоа е, мислам, врвот на постоењето, врвот на емоциите, мислам. И Илина и Кирил. Мислам, Кирил се погоди да биде онаков Господин лавав Мал. човек. Он усвоја главата од маса и се смее. Се заглавува под кревет и ми прави ха-ха, нели тоа е неговото плачење. Ја доаѓам и вака прави и почина да се смее. Пајга да ме кага, не можам џабе се обидувам. Колку Веќе да месеци се имаше кога донесовте у сала јао кенгур? Жаре си го чуваше, да. Они вежба. Мислам дека видов една фотка. Возат луѓе, нема врска. Ако е. Лабав. Не ни закенка, ни ништо. Намерно ќе повторам за сам да си го врежам, оти ми остави многу јак впечаток. Првиот збор што ми го дајка одговор, карика. Ти си многу важна карика во тој живот. И тоа е како преубав символ на животот дека не прекинува. Дека тоа дете е сега продолжеток на твојот живот, па неизиниот ќе биде продолжеток на наредниот и, знаеш, преубаво, не знам дали го имам... Месинџеров кој што Да. Баш нека така, трае, не знам нека дали оди. сум го слушнал на друго место, ама многу намерно го повторив за да си го запамтам. Браво, баш убаво кажано, карика во тој животен тек. Имав едно интересно, дека сте прилично отворени со Диме по социјални медиуми, што ми се свиѓа. Си споделувате и заеднички животот заеднички си го делите. Ама Диме како карактер можам да го разберам што на машка база, што на спортска база, што на workaholička база. Ама ме интересира од женската перспектива како би одговорила Диме каков што е. Значи спортист, амбициозен, 3 работи, да не ти го опишувам машти. Како е да се живее со Диме? Како е да се живее со таков човек, амбициозен, работлив, успешен, со
неколку интереси и оне на сите страни. Како е да се живее со таков човек? Па, како сакам нека звучам, ќе кажувам како што мислам. Најблиску зборот што би го опишал би било прекрасно. Најпрекрасно у свет, зашто пред се Диме е еден светол лик. Без разлика на сите улоги што ги носи он во животот, он е еден забавен лик. Кај што, мислам, особено во брак, нормално е да се разговара понекогаш за сметки, за што треба да доправиме во двор, за како ќе изгледа роденденот на детето и не знам што. Теми кои што можда и не ти е најфилм моментов да ги разговараш, ама треба да ги пројдеш. Неопходно. Треба да пројдат на дневен ред, неопходни се, да. И многу е полесно кога тие теми ти ги дискутираш со некој човек кој што е заебант, народно кажано. Финтаджи. Шешит човек. Значи многу лесно е кога е некој забавен, кога е некој позитивен, кога е некој светол, лачезарен, некој што сјае. Мислам, за мене Димитар е тоа. И јас сум крајно среќна што Димитар е татко на моите деца, зашто она што го ќе се надоврзам на темата, воспитувањето е уствари на некој начин ти да бидеш добар човек. Така ќе ги воспиташ ти децата. Не со Преку пример. Не ти да му кажеш на детето што да прави. Не ја да му кажам, дете, вежбај кросфит, него земи го со тебе у сала ти да 100 види кила дека имаш. ти вежбаш кросфит. Така е. Да. Или една книга сега, не сега е пред некое време што читав Верити од она Колин Хувер, најаката фраерка у целиот универзум, откача напишува, нема врска. Има една страница, па онака страницата ја враќа по 60 пати, као не ми се веруваше, вика, нели ви е као срам да им викате на вашите деца, не јади шекер, ке ти се расипат забите, не јади благо и лупаш ти благо. После 15 минути од муаветот, као. Да. Као немој кај има тука логика? Мислам, тука нема логика. Се водат по Така она, што- не ме гледај што прам, слушај ме што ти кажам, според мене најлошото. Децата и онака имитираат. Се радувам што со Димитар одгледувам деца искрено. Тоа ми е една најпреубава работа што ја работам, односно не е работа, лајфстайл е. Најпреубаво За действие викенд што по го планини одите, ја не... минуваме, како се вика. Друго е Зашто кога гледа деца. Да, значи не Кирил знам, 6 месеца нема врска у кенгур. И не само тоа, него пример има вози. родители кои што пази да не, пример ние сме двајцата, добро веќе па. Да. Топчето на Атос го лапнал. Добро, Така се бе. расте. Иако го лапа топчето на Атос, он има бактерија у нос, нема уста, некако лапа топчето на Атос. Мислам сега, не до толкова ме разбирате, мислам, Апсолутно. пример, ние го сакаме тоа да го воспитуваме детето на начин да истражува, макар и да се удри нешто, пошто, пази, го чека живот. Да. Го чека, Тоа не е толку... чека И сега, живот. ако го свртам обратно, и знам дека е малку неблагодарно, дека ќе треба за себе да одговараш, што би рекол Диме за тебе на истото прашање? Ја утнав приликата да го прашам кога беше тука, За друго зборевме. ама ако можеш некако, знам дека е чудно за себе, ама што би рекол па тој за себе, оти и ти реално си еден уникатен сплет на различни области и вештини, и артистичка, и мајка, и пејач, и знаеш, не е секој не вие човек да запознава лик како тебе и сега ти си му жена на Диме. Што би рекол тој, каков е животот со некој како тебе? Па, мислам дека знам од прилика што му фали на Диме. Мислам, сепак нели сигурно ќе ти го даде најрелевантниот одговор, пошто треба него да го прашаш. прашање, ама мора. Ама тоа што ни фали на мене и на Диме за нас е време, искрено. Мислам дека он би посакал да некако имаме поише време и да можеме, пошто тоа е тоа што го дискутираме цело време, муабетите што ги збориме за јеби га брак е, што мораме да ги проаѓаме на дневна тема за некои теми, за пак ли не му купи храна на куќето, пак го оставаш микрофонот у студио пред столче, дечко после снимање војсовери врати си го углува соба, или лупам. Малку ме ви се сваќаш? сати у денот. Мислам дека ќе се согласиме и ја и он дека можда тоа е нешто што би ни фалело вака општо. За мене не знам, он валјда ќе треба да ме опише сега.
Ја вака мислам дека ме Не, сака. ќе има прилика, Мислам- ќе има Вака, мислам, прилика. дека совршена сум нека окей, да. сумнева. Да. Не совршено. Па може ќе пише во Многу коментар, зборам, што ваljda. знаеш. Сигурно го замарам на моменти, тоа е една од стварите што сигурно ќе ги каже, али после Е. тренинг го замарам за мокрите пешкири работи, значи да ги Машко-женска ги пее релација, на не кој се 17 барем, пошто значи аман више само тоа ги фрла. И сега едно прашање. Има милион начини на иста тема е која е поентата на животот, не знам, целта, тралала. Ама во оваа верзија прашањето е зашто мислиш дека си ти создадена на овој свет? Што е твојата улога во овој живот? Мојата улога во овој живот е пред се да наследството кое што јас го оставам, наследство некако на тестамент. моите деца, него наследството на планетата Земја, наследството на целото битисување, на целата вибрација во која што вибрираме сите Твоето ние животно заедно дело. во универзумот, да. Да давам добар пример на своите деца, преку кои што тие ќе учат да бидат добри луѓе и да оставам добро творештво кое што ќе говори за мене кога мене ќе ме нема. И да им и додека сум тука присутна, нели ова ептен ти кажав за кој ќе ме нема. Додека сум тука да им правам на луѓето околу мене да им биде убаво, да бидам позитивна и на себе и на луѓето што ги сакам. Баш Да му. дам се од себе за тоа. Да оставиш легаси. Да. Имаш вака некоја порака до младите, до автори, до пејачи, до не знам сега во кои кругови ти најчесто комуницираш со луѓе и се осеќаш недокажана некогаш, кога сакаш на некој да му даеш совет, па еве една платформа, дали да. имаш порака до некој? Па еве една универзална порака што би ја дала е дечки сакајте се себе си премногу, ама не знам дали у камера или у вас, ќе гледам у вас, нема Ајде, врска, доаѓа мислам дека во. дека е најбитната работа е да се сакаме себе си премногу, за да можеме да вибрираме на една позитивна вибрација за све останато во овој универзум. За природата, за екологијата, за океанот, за луѓето што ги сакаме, за стварите што ги правиме, е најважното нешто ние да сме практично добар пример и ние да сме исполнети. Да не зборуваме за како некој друг не вибрира добро, него да зборуваме за нашите визии, за нашите идеали, да се стремиме кон прогрес, зашто никој од нас не е совршен, нели, да ослабеш не значи дека си ја завршил работава, или да напишеш песна не значи дека си ја завршил работава, него констант прогресинг. Да Корак се по стремиме корак. кон тоа, да, чекор по чекор. Животот anyways нема да ни биде доволен за да ги научиме сите работи што треба да ги правиме, за да ја расчитаме целата музика и сите книги и не знам како да бидеш добар родител. Секој од нас во нешто некогаш ќе сгреши, ама да не престанува борбата, дечки, плиз. Онака, дајте се од себе, стегнете заби, да ја движиме борбата со самите себе. Тоа би било мојата порака до сите. Мислам дека доколку сите дадеме барем 10% од муабетов, сигурно универзумот ќе биде едно подобро место за живење. Уште една работа само. Еднаш ми кажа, а нема днес сме имале прилика за да даде некоја таква порака. Кажи им на жените што сакаат да останат трудни, да си го спремат телото. Good one. Good one, да. Тоа, еве, со тоа ќе затвориме, Да. ако може порака таква. Еве, таман и ова сакав да го кажам, а немав прилика да го кажам, дека освен нели вежбањето и исхраната, Што тебе ти е најблиско и можеш да сакање потврдиш. себе, да, ама ќе се надоврзам не да се прифаќаме онакви какви што сме. И сега пример, јас знам дека има нешто лошо што го правам што не ми се допаѓа, пример, грицкам ногти. И сега знам дека тоа е лоша ствар, ама демек еве ќе се прифатам себе, self love, прифаќање. Не, дечки, зошто? Пошто е многу просто. У ногтите од оздоле има бактерии, прљавштини, не е окей, не изгледа убаво. Или Од пласт каде сайз. да го свртиш, не е добро. Значи, не такво прифаќање, не такво сакање. Не Значи, здрави навики. не здрави навики, да. Значи, здраво е, ја искрено од искуствово,
многу полесно го движам телото кога сум послаба. Значи, пример, оваа тежина ми одговара, не мора да сум послаба од ова, тука можам да застанам, тука сум окей. Не само зашто огледало ми вика окей си Супер стана, се осеќаш веројатно. него зашто јас се движам без да ме боли. Полесно си го пренесувам телото од точка А до точка Б. Ја можам у една рака да држам бебе, у друга количка, тоа мајки ќе ви е многу битно за ова што го праша Жаре. Ама ја можам така да се носам кога сум у мојата тежина. Ако ја имам 20 кила плюс на ова сега, ќе ми биде некој друг крив. Ќе ја земам количката и ќе ме стегне овдека жилата и ќе речам, значи му реков на овој Димитар да ми ја извади барем количката сега јас и увек ќе ни биде некој друг крив. И што е тоа прифаќање на себе, демек добра сум, ај ќе пројдам и вака, ама што, мислам, тоа после тоа други нус ефекти си носи, кои што можда у моментот и не ги гледаме баш така. Така да исто како за постпартум, исто е и пре. Ја би ве советувала кој сака да остане труден, да си остане труден во онаа тежина во која што смета дека ќе може да носи бебе у една рака, количка у друга, која што ќе може лесно да се пренесува, па дури ако можете и малце послабо од тоа би било супер, пошто сигурно ќе имате вишок за време на бременост, жена оттекува и така натака, преска го зборевме, така да спремете го телото со тежина, а и ако можете до толку унапред да Поднавежбате. испланирате година-две за да влезете у сала и да вежбате, што и да е тој спорт, дали ќе е кросфит, дали ќе е пливање, дали ќе е возење точак, дали ќе е трчање, барем било што, не знам. Кој како сака, ама убаво е да биде телото спремно, да бидат мускуливе спремни, пошто сигурно и полесно ќе родат. Ќе расте човек внатре. Браво, Жаре. Не стварно, знаеш дека сега го сватив ова? Па една од причините пошто ја лесно си продав со Кирил беше зашто ја кај тебе доаѓав колку време пред Кирил? 2 години сигурно, Па сигурно да. Толку беа. Скоро 2 година и 80 месеци. И кога викаше леле како стара баба сум леле, ја ти кажам доста бе, Значи, престани више доста. Сега сватив зашто уствари. И вика кажи лесно на ми е со Биле Кирил. плюс кажи на 8 жена да килца. си го спреми телото ми. Да. Па да, пошто кога ти си спремен, можеш све сама и никој не ти е крив. А вака ти кога не можеш све, некој друг ти е крив и жале се расправаш со луѓе, мислам нема поента. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Сара, фала ти најмногу од лично сведоштво. Потврдувам дека зрачиш со енергијата која што сакаш и да ја објасниш, Баш ми е така што го живееш зборот, кој што го шириш, и фала ти за тоа, и фала што ја сподели приказната, и како и секојаш се надевам ќе допре да што поише луѓе. Еден да се Се надевам. мотивира. Да. Толку барам. Плюс. Да. Фала ти најмногу, Фала се ви на најдобро. вас. До нареден пат некој. Фала ви на вас. Thank you. Поздрав. Чао.